Компаниите масовно затајуваат данок, физичките лица што работат исклучиво во кеш им ја земаат работата на регистрираните фирми, сивата економија цвета, а законот за прекршечна постапка со кој треба да се санираат овие состојби се уште е во нацрт верзија. Намалувањето на глобите и борбата со нелојалната конкуренција беа едни од главните ветувања на власта во предизборниот период, кои се уште не се реализирани. Од управата за јавни приходи велат дека инспекторите редовно излегувале на терен, и тоа на цела територија во земјава и покрај тоа што бизнисот обвинува за селективност. Од УЈП сметаат дека и покрај глобите кај многу од фирмите нема никаква даночна дисциплина, па редовно ги прават истите прекршоци. Еден од сегментите ќе биде и за намалување на сивата економија. Сметам дека во одреден сегменти некаде има премали казни за одредени прекршоци, а некаде има преголеми казни за одредени прекршоци и не секоја неправилност треба да се детектира како прекршок. Затоа што постои оној институт едукација, кој што сметам дека и таму треба да се направат одредени измени. Например, нерегистриран даночен обврзник оди на едукација, не е казнуван, што мислам дека малку е и преблаго. Според бизнисот, сивата економија и нелојалната конкуренција земале замав во последните неколку години. Некои ја искористиле политичката криза за да заработуваат на грбот на оние што редовно плаќаат даноци, а состојбата особено ескалирала во последниот период. Стопанствениците велат дека штетите во IT индустријата се најголеми, 6 милиони евра годишно. Алармантна е состојбата и во градежништвото, но според нив загрижува тоа што и во индустријата работат цели нерегистрирани погони. Велат ако ова продолжи и оние што легално работат ќе се префрлат во сивата зона. Прво не плаќаат ДДВ, не плаќаат никакви даноци и давачки, не плаќаат придонеси по основ на социјално, здравствено, пензиско осигурување во буџетот. Тековните трошоци ги плаќаат како лица, наместо да плаќаат индустријски трошоци за струја, за вода, како регистрираните фирми. Цените на производите од нелојалната конкуренција некаде се за дури половина пониски од другите. Буџетот е оштетен за милионски суми, па затоа нема доволно пари за инвестиции во важните сектори како здравство и образование. Бизнисот бара итни мерки, бидејќи сивата економија во земјава според Европската унија достигнува и до 40%, за разлика од западноевропските држави, каде овој процент е на ниво од 15%.